Кај сите луѓе, па дури и кај здравите возрастни луѓе, со текот на годините постои природен тек на влошување на когнитивните функции. Меѓутоа, невролозите се уверени дека ако правилно се храниме, ако водиме активен живот и ако посветуваме доволно време на активности, мозокот може да се развива и во староста ќе бидеме поумни од другите. Во продолжение ви ги споделуваме најинтересните и најкорисни хобија за развој на мозокот. Изберете едно или повеќе и посветете им барем половина час дневно. Медитација помага за намалување на нивото на стресот, крвниот притисок, го зајакнува имунолошкиот систем и ја подобрува способноста за концентрација. Само 10 минути целосно опуштање ќе ви го врати доброто расположение и ќе ви помогне мозокот да работи подобро. Работа во градина. Овоштарството е изненадувачки корисно хоби за мозокот. Го намалува нивото на кортизолот, хормонот на стресот, ве исполнува со пријатно чувство, ви овозможува да се гордеете со достигнувањата и истовремено работите физичка работа. Го намалува ризикот од деменција за 36% и благодарение на ова хоби поминувате време на свеж воздух. Готвење. Има студии кои покажуваат дека луѓето што готват дома водат поздрав живот. Покрај тоа, имаат можност да избираат максимално здрави производи и уживаат во готвењето, што пак има благотворно дејство врз состојбата на мозокот. Читањето го учи умот да се фокусира, ни го збогатува речникот, ни ги развива фантазијата и аналитичките способности и ни го прави мозокот повеќе активен. Освен тоа, читањето е еден од најдобрите начини за борбата против стресот. Го намалува нивото на стрес за дури 69%. Свирење музички инструмент. Свирењето музички инструменти придонесува за когнитивен развој, ги подобрува координацијата и моторичките вештини. И кај децата, и кај возрастните, свирењето на музички инструменти го зголемува нивото на интелигенцијата. Играње шах. За време на играта се развиваат двете хемисфери на мозокот. Се подобрува помнењето и се подобрува стратешкото размислување. Танцување. Танцувањето не е само одличен физички тренинг што го намалува нивото на стресот и го зголемува нивото на серотонинот. Туку е и начин да се стане поинтелигентен, бидејќи помнењето и репродукцијата на различни комбинации на движења активно вклучуваат различни области од мозокот. Тимски спортови. Со играњето во тим се добиваат многу предности: подвижност, нови пријатели и комуникативност. Студиите покажуваат дека недостигот од комуникација негативно влијае и врз состојбата на мозокот и врз општата здравствена состојба. Затоа, кошарката, фудбалот, одбојката и другите тимски спортови се одличен начин корисно да го поминувате слободното време. Плетење. Стручните лица велат дека плетењето е одличен начин за борба против загриженоста, анксиозноста, депресијата и хроничната болка. Предноста од рачната работа може да се спореди со ефектот од медитацијата. Плетењето ги активира парасимпатичниот нервен систем и тапите реакции удри и побегни. Пишување. Водете дневник, журнал или бележник, во кој ќе ги запишувате своите мисли, идеи и цели. Тоа помага во решавање на голем број проблеми и служи како еден вид механизам за ублажување на стресот. Изучување на странски јазик. Учењето јазици ќе ве направи попаметни. Покрај тоа, можете да комуницирате со странци, да ја запознаете нивната култура. Сето тоа пак помага за намалување на ризикот од деменција. И на крај, смејте се. Освен горе наведеното, одличен лек за мозокот и за целото тело е смеењето, што уште и се нарекува активна медитација. Без разлика кое хоби ќе го изберете, смеењето секогаш ќе биде одличен додаток на кое било занимање. Тоа ќе ви помогне да го отстраните стресот и да се опуштите.